Помина речиси 1 година како го посетив прилепското село Крстец и за него направив документарен запис, кога со Илија Трајковски Кочовски, првиот меѓу еднаквите членови на црковниот одбор во црквата Свети Никола, а воедно и првиот меѓу еднаквите на местната заедница и Издруженијето на граѓани село Крстец, кога начелно се договоривме да направам нов документарен запис за селото Крстец, кога на третиот ден на Великден ова 2024 господово лето, во утринските сати ми задзвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Илија Трајковски Кочовски, кој ми велеше: "Почитуван господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Илија Трајковски Кочовски од селото Крстец", ми рече. "Се сеќавам, можне добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. "Почитуван господине Зоране, како што начелно се договоривме кога го снимавме документарниот запис за моево родно село, за Крстец, повторно да наминеш во селово Крстец, мештаните да ти ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на моево родно село. Зоране, од името на местната заедница, од името на Сдруженијето на граѓани село Крстец и од името на црковниот одбор на црквата Свети Никола, те покануваме да ни дојдеш на гости за нашата црковна слава, посветена на светиот маченик Талалеј, чие празнување секоја година се паѓа 20 денови по верскиот празник посветен на светителот Свети Атанасије Летен, со што сеја одржуваме традицијата која од колено на колено се пренесува низ вековите, да направиш едно убаво слико ем за селото, ем за нашиот празник, сето село ќе биде збрано онака како што ти умееш да ја насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. Не пооди долго време, поточно речено на верскиот празник Свети Атанасије Летен, кој секоја господово лето се паѓа на 15 мај, како и ова 2024 господово лето, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Илија Трајковски Кочовски, зазвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. "Добар ден, Илија Трајковски Кочовски ми треба, новинарот Зоран го бара", проговорив преку апаратот. "Добар ден, овдека Илија Трајковски Кочовски од селото Крстец." "Зоране, ти ли си?" го слушнав гласот на Илија Трајковски Кочовски од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум", му реков. "Ќе ме израдуваш или зачудено?" ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека за верскиот празник, посветен на светиот маченик Талалеј, ќе дојдам во Крстец", му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощно голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да си знаеш, ние крстенчани, така народски да речам, 2 дена гости си чекаме. Заслуг правиме, а утредента и утринско богослужение си правиме, многу народ ќе има. За овој ден, моите соселани си доаѓаат било каде да се наоѓаат, со радост одговори Илија Трајковски Кочовски. Како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, од Скопје за прилепското село Крстец тргнав во раните пладневни сати и овој пат со моето возило
со стариот руски джип со камазот, кој речиси 20 и кусур години ми е верен сопатник, за да стасам навреме во селото Крстец и поречиши 2 сати нараскокажено удобно ложење по дел од автопатската делница Шкопје-Велеш градско и регионалната магистрала Градско-Росо-Мандреновска и Фаришка клисура, превојот Плетвар, Прилеп, по дел од 10 километарската локална патна делница Плетвар, село Ореовец, село Крстец, така народски да се изразам, во раните попладнени сати пристигнав во селото Крстец, каде што ме пречека Илија Трајковски Кочовски, заедно со неговите соселани во соборниот храм Свети Никола, кои ги превршуваа празничните подготовки, чија многовековна традиција продолжува и денес, заедно со еден од непознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, кој беше дојден во селото Крстец по нова истражувачка, географско-антрополошка и историографска мисија, пред се за духовниот живот на мештаните од селото Крстец, професорот Драгослав Миновски ми рече: "Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душова што станавме достојни на зборот што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на моиве соселани. Навистина се радувам што ете заедно со тебе е господинов, што саде вес ден го гледаме на телевизорон во репортажине, мислејќи на еден од непознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, етнограф, етнолог и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски ми рече: "Почитувани мои, моите домајчини не замолија, најсетне ние ним да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за духовното празнување посветено на светиот маченик Талалеј, како на Света православна екумена, така и за македонската православна екумена во изминативе векови, а потоа и тие да ни ги пренесат многуте приказни исто така за нивното досегашно, а богами и денешното празнување посветено на светиот маченик Талалеј во селото Крстец, чија традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација." Нивниот предлог со задоволство го прифативме. За нашата земја и за сите што живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи помилуј. За благотворен Ризницата на културното наследство на Македонија, создавана во текот на преисторијата, па се до крајот на 20-тиот господово столетие, опфаќа голем број на споменици кои припаѓаат на различни историски епохи и ги одразуваат плодните творечки идеи и на ова поднебје, изразувано преку поединечни техники на творање, како живопишување, резбарање, иконопишување, градителствување или пак на некој друг вид на креирање. Македонија поседува 7081 недвижен споменик, од кои 4293 се археолошки наоѓалишта, 992 цркви и манастири, со над 150.000 квадратни километри фреско сликарство, над 22.855 икони и 992 иконостаси, балдахини и владички престоли, изведени во резба, 220 објекти од рурална и 379 објекти од урбана архитектура, 47 кули, бедеми и мостови, 1000 споменици спомен обележја, 220 објекти од османлиската архитектура, амами, анови и стари чаршии. Музејските и галериските збирки содржат над 500.000 поставки, археолошки и етнолошки предмети, предмети од историско значење, како и предмети од применетата уметност. вечни векови.
Зародишот на црковно-духовниот живот во селото Крстец му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи за црковно-духовниот живот на селото датираат речиси од кога настанало човештвото, па се до денешното наше современие. Црковно-духовниот живот на селото Крстец не може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на духовниот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар и спреплетени зад превезот на времето. Да се истражува духовниот живот во селото Крстец навистина представува задоволство. Селото Крстец представува своевиден бисер со посебен ареал што Господ го создал, посебно црквата Свети Никола, која е позиционирана на доминантна позиција во селото, првично изградена во средновековието, неколку пати рушена и реобновувана, благодарејќи на цврстата волја и вера на селаните, и денеска зрачи со својата убавина. Со сите свети, самите себе, еден друг и си од наш живот, на Христа Бога да... Црквата Свети Никола представува еднокорабна градба, полукружна засведена со полукружна апсида на источната страна, оживеена со 5 слепи ниши, каде што црквата, камбанаријата и црковниот ограден зид целосно се изидани од домороден камен со светло кафеникава боја, кој зрачи со особена естетика и топлина. Изградена е во 1881 година, а зоографисана во 1883 година, а реобновена во 1904 година. Во 1913 година на западната страна дограден е црковниот рем. Во 1905 година изградена е камбанаријата и црковната камена ограда, а повторно фреско живопишена во 1943 година. Почитувани мои, како по стар адет и обичај во приквечерните сати, црковниот Питроп ја чукна камбаната, обзнанувајќи го празнувањето на православната екумена посветена на светиот великомаченик Талалеј, со тоа што им даде до знаење на соборскиот крстечки народ дека набрзо ќе започне празничниот заслог. Почитувани мои, пред да го видите стариот адет од заслогот на духовниот празник посветен на светиот великомаченик Талалеј, предлагам да ве запознам со историографските сознанија за овој светител на професорот Драгослав Биновски. Еве денес се наоѓаме во селото Крстец, во непосредна близина на Прилеп, на православниот христијански празник Свети Талалеј. Овој празник во црквата во ова село денес во присуство на голем број верници се одбележува. Светиот маченик Талалеј е христијански светител во православната црква, кој се слави на 2 јуни според новиот, а на 20 мај според стариот календар. Во нашата татковина Македонија, Свети Талалеј е многу почитуван. Роден е во Ливан, во христијанско семејство, татко Веруки и мајка Ромилија. Родителите уште од мал го воспитувале во светата христијанска и спасоносна вера, во вистинскиот Бог, Света Троица. Израснал и бил многу лично и прекрасно момче со црвено-жолта коса. Го изучил лекарскиот занает. Велиме лекарски занает, бидејќи во тоа време лекарите не биле професионалци и специјалисти како денешниве лекари, туку тие биле лекари кои лекувале разни болести со треви и лекови кои сами ги правеле. Свети Талалеј,
колку што лекувал со тревите што ги собирал и лековите што ги правил, повеќе лекувал со молитви. Го молел всемојчниот лекар, Господ Бог, да ги лекува и да им дава здравје на болните. Во времето на гонењето на христијаните за време на царувањето на римскиот цар Нумеријан, свети маченик Талалеј храбро ја исповедал својата вера во Христа, нашиот Бог и Спасител пред судијата мачител, и кога свети Талалеј не се откажал од својата вера и својот Бог, судијата мачител им наредил на двајцата джелати, Александар и Астери, со сврдел да му ги продупчат колената и низ продупчените коски да му провлечат јаже и да го обесат на едно дрво со главата надолу. Но, всемојчниот Бог направил чудо. Невидлива сила им го одзела видот на джелатите, па наместо да му ги продупчат колената на свети Талалеј, тие продупчиле една штица и ја обесиле на дрвото. Кога за тоа дознал судијата мачител, помислил дека джелатите тоа го направиле намерно и дека не сакале да ја извршат неговата наредба, а не дека тоа било Божјо чудо, па наредил джелатите да се казнат со тепање со стапови. Джелатите Александар и Астери, кои знаеле дека тоа не го направиле намерно, но дека со нив некакво чудо се случило, во истиот момент поверувале во всемојчниот Бог на свети Талалеј и гласно ја исповедале верата и викнале: нека е жив Господ, од сега и ние ќе постанеме христијани, веруваме во Христа и страдаме за Него. Кога го слушнал судијата мачител нивното исповедање на верата, наредил джелатите Александар и Астери веднаш да ги убијат со меч. Тогаш самиот судија джелат зел сврдел, тој лично да му ги продупчи колената на свети Талалеј. Но всемојчниот Бог пак направил чудо. Пак невидлива сила му ги премалела рацете на мачителот и тие му се залепиле за сврделот. Сега мачителот морал да го моли светиот маченик Талалеј да го спаси. Свети Талалеј со молитва кон Господа тоа и го сторил и му ги ослободил рацете од сврделот. Мачителот, наместо по примерот на джелатите Александар и Астери да се покае и да поверува во вистинскиот Бог, кој е всемојчен и кој по молитвите на мачениот Талалеј му ги ослободи рацете од сврделот, тој го фрлил во вода. Но Бог и овој пат го спасил маченикот Талалеј, кој пак се вратил жив кај мачителот. Потоа бил фрлен на зверови, но зверовите не го повредиле. Туку тие, напротив, се умилкувале околу нозете на мачениот Талалеј. На крајот, судијата мачител наредил да биде пресечен со меч. Свети маченик Талалеј пострадал во 284 година. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Крстец, воедно да бидам гостин на христијанскиот православен празник, посветен на светиот маченик Талалеј, чиј празник мештаните од ова село си го слават во изминативе векови, а чија традиција се пренесува од колено на колено. Почитувани мои, како по стар адет и обичај во муглите на сам ден на празникот посветен на светиот маченик Талалеј, кој се паѓа секое Господово лето на 2 јуни и ова 2024 Господово лето, црковниот Питро и ова утро ја чукна камбаната, обзнанувајќи го празнувањето на православната екумена
посветена на овој светител, со тоа што им даде до знаење намештаните од селото Крстец, дека набрзо ќе започне утринската богослужба. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од оваа утринска богослужба, со која чино началствуваше парохискиот свештеник од Прилепската парохија, заедно со соборскиот народ, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Благословляя и благословящия Тя, Господи, и усречена се повоюшия, спаси люди Твоje, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, осият и любящие благоляки дому Твоего. Ти Те воспрослави божественою Твоей силою и не остави нас, уповищих на Тя. Мир, мирови Царю церква, священником народу нашему, Христу любовнице съмнувен Твои, яко всяко едяно благо и всяки дарсовещен, си се сподетелил със свето. И Тебе славу, благодарение и поклонение восилаем Отцу и Сину и Святому Духу, ниже и присно и во веки веков. Исполнение славянство, что ли Кирила, Методия, Климента и Наума, Сама Жила и Горанда, и святого Отца нашего, Јована Златоуста, Свети праведни, Богата Светимијани, и се святи, помилујте, спасете нас, яко благи човек од век. Благословена ти жена и благословен Бог, крале си душ наши. Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария, Бог чрева Твоего, яко спаса, достигае си душ наших. Ти Твой Господи, карай, до Тебе, Бога нашего, крепко Твоем учителе. Христе Боже наш, благослови пятклевы на светили, сам благослови, хлеби сия, пшеницу, вину и елей, и умножи сия домлje приносящих храма Сего, мир Твой кучи невjernosja, яко Ти си,
Благословляю, okrašaj se časka, Kriste Bože naš, Tebe slavoslajem, što beznačali Tvojim Otcem blagim, životvorjašim duhom njej prisno i u veki vjekov. Bogati lidaci, ova školerija, ova čije, bakri. Bliže Gospoda, ne lišasja, Blagoslovenje Gospodnje i milost Njegov, da pridet na vas u blagodatim čovekoljubijem, сега ниже и присно, и во веки веков. Христос воскресе из смертью смерть и сушил в гробе, зело дарува. Христос воскресе из смерть. Христос воскресе из смертью смерть Иисусе. Ради се прилежно ниже присечем грешни и смирени и припадем покаяни зовуше изгубени души. Владичице, помози нам и милосердоваши, пошли погибаем множество прегрешени, не отврати рабичи Тябу едину надежду, имам и слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниже и присно и во веки веков. Амин. Не умолчим, Богородице, сили Твоя глаголят и недостойни, а чего Ти не би престояла, молящи, то би нас избавил от толики веков, не би сохранил ныне свободни. Не отступи, Владичице, от Тебе, Твоя Бога би спасаеши, присно всяких людей, ниже и присно и во веки веков. Амин. Милосердия двери отвори нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, ибо еси спасение рода християнского. Господу помолимся. Яко свят еси Боже наш, Тебе славу силаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ниже и присно и во веки веков. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ниже и присно и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй. Он мир всем, во на време, кога дойде Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при общата врата, наречена еврейски витез, да имаше Петремови, kada leže mnogo bolni, slepi, hromi, sušeniku čeka da se razviži vodata. Ангел от Господен слегуваше от време на време, ја матеше водата и кој ќе влезеше по заматувањето на водата здравуваше, от каква или не може да лежеше. Троице девстве, Господу помолим се, Боже бити водесей, целителе, душителе си, всяки супротивни силумнятели, Господу помолим се.
Ujedini poslati Gospodu Bogu blagosloveni Jordanovo i osjetiti vodi sija. Gospodu pomolim se. Ujedini poslati Gospodu Bogu blagosloveni Jordanovo i osjetiti vodi sija. Ujedini poslati Gospodu Bogu blagosloveni Jordanovo i osjetiti vodi sija. Господи помилуй. Osjek trebuš od Boga pomoć nastupljenije, Gospodu pomolim se. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hlebi sija, pšenicu, vino i umnoži dom je prinosjaše svegdani i prisno i vo veki vjekov. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hlebi sija, pšenicu, vino i umnoži hram je sem svegdani i prisno i vo veki vjekov. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hlebi sija, pšenicu, vino i umnoži vo mire Tvoje svegdani i prisno i vo veki vjekov. Vo slavu i čest svjatog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa tvorca i svjatog mučenika Talaleja, prinosim Ti sja, Gospodi Bože, Bože molitvom i primi se čedre žertvu sija prenebesni Tvojih žrtvenih sja. Do godine ima nekoj? Ajde, dojdete vam. I domaćinite i novite domaćinite. Ajde. Hriste Bože, apostolo pohvalo, mučenikov radovanije, i že propovjed Trojica jedino. Isaije likuje djeva imje i vočevje, i rode sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, vostok imja jemu, Jegože veličajuše djevu. Hristos posle nas, rečite je ke bide i bakni golebot. Ke bide. Novite domaćini starite. Hristos posle nas, vide, Hristos posle nas, pomiluj nas, Bože, poveli se milosti Tvoje, molim Ti se usliši, pomiluj, posle mi dadat, neka se Te usliši, tako da te molim se o milosti, žizni, mirje, zdravlje, spasenije, rabu Boži. Dejan, Sonja, Izabela, Filip, Stevan, Ilka, Milica, Goran, Soran, Suzana, David, Riče, Mare, Pece, Kače, Luka, Hristo, Đorđe, Filip, Galijata, Živko, Aleksandar, Tereza, Petar, Žaršo, Slobodančo, Silvana, Jovan, Antonio, Filip, Katerina, Bisera, Vojislav, Blaga, Aleksandar, Elizabeta, Angela, Andrej, Zlate, Sonja, Adrijan, Patrik, i rabu Božana Marija, Gordana Srčadom, Treće Srčadom, Milje Jasmina, Darijan Ljubčo, Slobodanka, Riste Suzan, Nikola Jasmina, Jovan, Elena, Dime, Marija, Jana, Ilija, Mimoza, Milka, Marija, Vladimir, Frusina, Jordan, Danče. Novite domaćini, kažu imenjata domaćnici. Filip, novite. Dimitar. Stavite ovdje. Dimitar. Stevan. Magdalena, Valentina, Matej, jeszcze molim się o miłości, żyzni, mirie, zdrowie, spasera, bo Boże, drugi još se javlja. Davor, Zvonko, Lenče, Lile, Josif, Luka, drugi se javio drugi. Jako milosti, čoveku ljubez Bog, jesi Tebe slavu slajem, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, nije i prisno i u veki vjekov. Slava Tebe, Hriste Bože, kvani naše, slava Tebe. Voskresi iz mrtvi, Hristos i Sin i Bog naš. Molitvom Prečišća svoja Matere, Svjatog Oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa tvorca Svjatog mučenika Talaleja, Svete pamet uvrštajne. I se sjati, pomilujte, spasle blagi, čoveku ljubez. Hristos voskrese iz mrtvi, smrtiju smrt popka. Isus ti obnovi života. I nam darova život večni, poklanjajem se tridnevnomu voskreseniju. Hristos voskrese iz mrtvi, smrt popka, Isus životnje, život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, Isus životnje, život darova. Osvete tvine venotoba i mrtvija vodvignove, ljudi je veselite se, sjeti se, novi je
Hvalime, slava Bog Gospodnja na tebe osija, nikolenje i veselje osija. Ajde, čuvajte nas. Pa vidite, ja sam dete koje dolgi godini, poveće od 15, si je baraše malko poveće dostoinstvo, možem da kažem, ni svetot. Pominav poveće državi, žive vo 4, pominav 17 godini oddeljen od svojot roden kraj, ali tije korenja, tije vrski nevidljivi, moram da kažem, дека беа mnogo silni i sekoj den станува се посилни и посилни. Од целото Крстец јас имам корења своји, а иначе и по мајка и по татко можам да кажам дека бар за 4-5 колена уназад оваа планина, тука се моите корења, односно селата Крстец, Оревоец и Плетвар. Така да, од кога се прибрав во својот роден крај, почнав да идам за овој празник, тоа беше пред некои 5-6 години и секоја година сум тука, а минатата година почувствував внатрешен повик дека сакам да го земам домајчинството и сакам јас да пречекам своји гости, така да како јас го чувствувам да поблиску се зближам со онаа енергија родна, со корењата, да ги запознавам од поблиску сите крстечани, оровчани, плетварчани, пошто знаеме како било, сите блиските села секогаш тука кружело, тука се земале невести, зетеви, се правеле слави, празници општи, така да било како едно. Повторно ќе кажам, јас сум на своја земја и тоа ми дава доволно убава енергија и убаво чувство, но кога ќе ги видиш сите овие наши гости, посетители и ова дружба, добро расположение, тоа само го појачува таа убавина внатрешна. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Почитувани мои, како по стар адет и обичај, откако во црковниот храм, парохискиот свештеник во присуство на соборскиот народ заврши со утринската литургија, причесната, благословувајќи ја водата и благословувајќи го лебот, елејот, пченицата и виното, и исто така како по стариот адет и обичај, започна од дењето покрсти за Господ сполај му нему на селото да му даде беричет, а на селаните и соборскиот народ саде живот и здравје. Предлагам поголемиот дел од оваа литија да ја проследите во продолжение на оваа репортажа. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи, за мир од небото и за спасение на нашите души, да се Пусти во гробје живот дарува, Христос воскресе из мертви, смертел смрт поправи, суши во гробје живот дарува. Христос воскресе из мертви, смертел смрт поправи, суши во гробје живот дарува. Ангел вопејаше благодатни, чистаја Дево радуј се, и пак ти радуј се, твој се воскресе ти, невен од гроба, и мертвија воздвигнове,
Людиє, веселітеся, святися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тебе восія. Ликуй нині і веселися, Сионе, ти чистая, красуйся, Богородице, повстани, Рождества. Во Йордані крещаюся, тебе, Господи, Троїческое явися, поклонение, родителе Бога, свидетельство ваше тебе, возлюбленого Тя Сина именуя, и духовидие голубиме, известно ваше словесе утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай и слава. И веселися, Сионе, ти же чистая, красуя, Богородице, повстани, Рождества Твоє, воскресена. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий в гробе. Храм и засите, что влегува по него совера на Божност и страх Божий, да се помолиме на Господа. Господи, Господи, помилуй. За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно Денешниот ден нека е за многу години Свети Талалеј, тоа е селската слава Свети Никола на црквата Свети Никола во Крстец. За многу години пред мене зборуваше домаќинот на славата, кажа во однос на славата негово видување. Јас повеќе би се осврнал како претседател на црковно-селскиот одбор на проблемите што ги има село Крстец, за решавање, што сме постигнали и што треба се уште да постигнеме за да го направиме село Крстец повторно гордо. Ние после короната направивме една промена во селско-црковниот одбор, генерацијска промена, не е друга, заради тоа што претходниот одбор веќе беа во поодминати години и рековме да освежиме така младата сила, да се покажи малце во родниот крај. Мене ме избра за председател на селско-црковниот одбор и јас прифатив заради тоа што од дете доаѓам тука. Татко ми е по потекло тука, Јордан Јордановски, иначе фамилиарното име е Кочовци. Професор доктор на клиника работеше на Институтот за слух, говор и глас. И тој ни го вгради овој порив заедно со мајката, нели тука и брат ми, каде што постојано доаѓавме тука. За жал еден ден, како што оди редот, татко ми замина, но ете ние сме тука да го наследиме и да го направиме, да го продолжиме тоа што татко ми го започна во селото, заедно, не секако сами, заедно со новите луѓе во селско-црковниот одбор, со селаните, со помош на општината, државата, колку можеме, се бориме да го направиме селото добро за живење, да се вратат младите, да се не само викендашки, да им се вроди идеја да живеат тука. Ние со мојата фамилија и двете близначиња Петар, Катерина и жена ми, сопругата Александра, за време на короната една година живеевме тука и ни беше убаво. И сакам на сите да им е убаво.
За мандатот до сега, да речеме, од 2020 година или 2021, не знам кога беше, сега не ме земајте за збор кога е сменет одборот, ние постигнавме огромен напредок. Прво, да речеме, се направија ѕидовите со камен околу црквата. Татко ми направи водовод во селото приватен, значи со само финансирање со селаните. Ние направивме уште еден водовод. Татко ми направи мелоризација на водите за да може да се наводнува полето во должина од километари 200-300. Секој си има во нивата вода, на вентил си пушта од реката. Ние гледаме тоа да го продолжиме. Ние направивме црковна, ако видовте сигурно е снимена, нова црковна кујна, трпезарија во која треба да има и 2 апартмани горе, тоалет, да може и луѓе да преспиваат во црквата. Тоа е нашата идеја, да се заобиколи оградувањето на црквата, заедно со одборот и со самофинансирање минатата година. Добивме донација гребен асфалт од Плетвар, од Стентон и Градба, кои го праве автопатот, па со самофинансирање и со позајмица од една компанија, не би сакал да кажувам, направивме 2 км и 300 гребен асфалт до селото. Би сакал да апелирам до властите да го направат село Крстец повторно гордо, да го асфалтираат патот, за селаните да може да се вратат. Без село нема град. И без град нема држава. И без град нема држава. Ако сакаме да видиме добри луѓе, да се вратиме по селата. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Крстец на празнувањето на православната екумена посветена на светиот велики маченик Талалеј и за ова празнување да направам документарна репортажа чиј празник мештаните од ова село си го слават во изминативе векови, а чија традиција се пренесува од колено на колено. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Крстец, но морав да се заминам затоа што ме чекаат и другите села ширум Прилепското поле со едно ветување дека повторно ќе дојдам во ова село, саде Господ сполајмо нему на сите нам долг живот и здравие да ни дава.